Градежната инспекција затвори неколку објекти и забрани продолжување на неколку градби на различни локации во Кочани. На овој начин општината и објави жестока војна на сите оние кои имаат намера да ја заобиколат процедурата и да градат каде сакаат и како сакаат. Во последно време се позачестена е појавата на градба на бесправно изградени објекти или почеток на градба, нешто што загрижува. Овде ние сме јасни дека нема да отстапиме од законот, туку напротив доследно ќе го почитуваме и секој оној што нема да го почитува во овој сегмент ќе се соочи со санкции предвидени според законските прописи. Напоменувам дека ниту еден објект кој се гради во моментот без одобрение ќе биде легализиран по било кој основ, а додатно на тоа инвеститорот се соочува и со кривична одговорност согласно позитивните законски прописи. Ваквите активности ќе продолжат и во периодот што следи во сите општини од регионот, за што градоначалниците поддршка имаат и од ресорното министерство. Јас веќе најавив дека како влада работиме и се бориме да изнајдеме сериозен пристап преку кој што ќе направиме фронт и борба против ваквиот тип на појави. Фронтот кој што го градиме ќе ве увери сите дека после одреден временски период дека веќе сме направиле чекори да го намалиме ваквиот тип на појави и затоа повикувам и градоначалниците и локалните самоуправи да ги создадат своите капацитети и можности да соработуваме со цел да не ни се случуваат вакви појави. Освен во урбаните, се поголем проблем се и дивоградбите на туристичките локации. Подолг период дивоградби никнуваат на атрактивни места како Плачковица, Пониква и туристичките локации во Малешевијата. Како од градежна узурпација да се спасат природните убавини на регионот? Покренавме иницијатива заедно со општина Зрновци да еден ден во неделата инспектор градежен кој што е вработен во општина Зрновци доаѓа во општина Карвенци и врши надзор на овој дел во оваа работа. Со ова мислам дека ќе се ова појава стопира и сите оние кои што сакат да градат легално ќе можат да градат, а додека овие бесправни градби ќе бидат на некој начин санкционирани. Сепак за голем број општини, особено за руралните, голем проблем се градежните инспектори. Некаде нивниот број е многу мал, некаде воопшто ги нема. Ќе правиме законски измени со што ќе мотивираме преку законски измени инженери, луѓе кои што ќе се нафатат да ја водат оваа служба, да имаат повисоки примања, повисоки плати од редовните, заради тоа што е сериозна оваа работа и заради тоа очекувам дека преку ваков закон кој што ќе се носи во иднина, ќе им помогнеме на општините да обезбедат ваков кадар. Дека ред во градењето мора да има покажуваат и бројките. За само еден месец евидентирани се 145 бесправно изградени објекти. Од нив 64 се во Штип, 27 во Кочани, 17 во Виница, 12 во Делчево, додека во останатите општини бројот на дивоградби се движи од 1 до 9.